Блокот во 9 часот на тема спорт. Верували или не, многу ја сакам оваа тема и се надевам дека ќе го задржам вашето внимание. А зошто? Поради тоа што ќе имате можност да запознаете жени фудбалерки од кај нас, од Македонија. Ќе зборуваме со Александра. Таа е председател на ЖФК Тиверија, дипломиран економист, носител на УЕФА, тренерска лиценца, и Викторија, која што е капитен на ЖФК Тиверија, стандардна А репрезентативка на голманска позиција, дипломиран правник. Па добро утро. Александра и Викторија, може така кратко? Добро утро. Благодарам што сте тука. Благодарам што дојдовте и сакав да зборувам на оваа тема, затоа што не се зборува многу за женскиот фудбал кај нас. Речиси не знаат дека постои кај нас, а имаме многу добри, талентирани и познати фудбалерки. Така ли? Така е. Ајде сега со ред прво. Зошто се решивте да тренирате фудбал? Најпрво благодарност до вас за поканата. Чест и задоволство е да бидеме во оваа емисија. Од голема важност е оваа медиумска застапеност за нас како фудбалерки. Искрено, јас почетокот во женскиот фудбал ми беше врзан за мојот брат кој, иако сме мала разлика, од мали нози играше фудбал, па ја бев принудена на еден начин со него да тренирам. Да. И од тука се роди желбата. Покажа извонреден талент и влезе во целата таа приказна. Па женскиот фудбал е нешто што не можеш да го правиш на сила. Пред се мора да имаш голема љубов. А еднаш кога ќе влезеш, потоа не се излегува. Вистина толку е заразно? Да. Ќе зборуваме за тоа колку е заразна, ајде да слушнеме малце Викторија. Зошто ти во женскиот фудбал? Имаш исто така и ти пример до тебе? Не, кај мене беше сосема различно. Започнав со одбојка, продолжив на кошарка и завршив на фудбал на крај, што е доста интересно. И тука се задржа? Да, некако не се променило во другите спортови, некако сето тоа траеше по година, две. Добро. Во женски фудбал сум веќе 12 години. И како што кажа и Александра, навистина доколку влезеш, тешко се излегува од тоа. И сега доказ за тоа е дека и Александра ќе се реализираш како мајка, како супруга, ќе влезеш во деловниот свет, можеби и ќе работиш, но не можеш да го оставиш фудбалот. Толку е заразен на некој начин. Колку е лесно тука кај нас да од една страна надвор од игралиштето, да бидеш мајка, да бидеш супруга, да бидеш жена, а да влезеш внатре, да ги ставиш копачките и да ги расториш сите. Па да бидеме искрени, се е стварна организација, односно мораме да си го организираме времето во текот на денот. За мене е голема подршка и мојот сопруг, бидејќи тој ми помага дома буквално во сите обврски, исто така е одличен татко. Тие знаат да поминат без 2 дена заедно со Филип, без да имат никаков проблем. Така да мислам дека многу е важно да се организираме и да ги следиме нашите цели. И соништа, да, се уште постојат табуа кај нас за тоа дека е машки спорт и како жените во машкиот спорт. Дефинитивно, да, многу често се соочуваме со коментари тоа дека жените сме за вокуина, дека треба да лупиме пиперки, дека не сме за фудбал. Но со текот на годините стануваме имуни на тие коментари и тоа веќе не допира до нас, туку едноставно го тераме тој пат професионален и тоа е тоа. А и успесите си го прават своето. Да, дефинитивно. Да. Постигнатите резултати се можеби тие кои што ве тераат да одите напред и сите предрасуди можеби да ги срушите. Колку е па добро, колку лесно наоѓате вие опрема за да се облечете? Или влегувате во машки обувки? Околу обувките, како жени. Околу обувките, да, немаме многу избор, особено во Македонија да избираме со какви обувки ќе играме. Најчесто тие ги набавуваме од странство. Околу другиот дел од опремата ние имаме соработка со брендот Јако, носиме опрема од Јако, која е германска опрема. Тие имаат женски модели на дресови, тренерки опрема, така да од таа страна сме задоволни. Да, дефинитивно со копачките е најголем проблем, бидејќи многу мал избор има тука во Македонија. Таа прва класа на копачки што ние многу добро ја знаеме. Да, што е потребна. Но тука не можеме да ги набавиме. Многу често некои понови модели многу покасно излегуваат и најчесто ги набавуваме од страна, да. И сега зборувавме за тоа дека ги решаваме табуата и ги рушиме буквално сите предрасуди за женскиот фудбал, а тоа е тоа со тоа што зборувате дека голема е заинтересираноста.
Искрена општина Струмица е голем поддржувач на женскиот фудбал, значи градоначалникот Косте Костадинов цело време, како и претходните градоначалници, безрезервно не поддржуваат. Ние како клуб наидовме на еден проект "Дај девојките играат фудбал", кој веќе со години го правиме во основните училишта, каде правиме една мала презентација за женскиот фудбал и ги вклучуваме женските и машките да играат заедно. На почетокот на овој проект ние женските и машките да играат заедно. Да, на почетокот машките беа, значи реално во комбиниран состав. На почетокот машките беа како разочарни, како играм ја фудбал со девојче, додека во моментот кога ги правиме тие проекти, ние сме сведоци дека машки голмани бранат, додека девојчиња им даваат голови. И веќе не е толку нити срамно, нити чудно за машките во нашата околина да играат против женски. Браво, и тоа е доказ дека не треба да постојат предрасуди, кога е спортот особено во прашање, а голема е заинтересираноста за млади за девојки. Особено голема, моментално во Струмица, во Жефка. Која возраст можеше да се почне? Кај нас во клуб имаме од 6 години па нагоре. Имаме многу мали девојчиња, има многу голема заинтересираност. Можам да кажам дека сме еден од посериозните клубови во Македонија, кој што стварно се занимава и вложува во малите девојчиња. Имаме една доста голема бројка на фудбалерки, над 200 фудбалерки сигурно, во сите категории. И тоа е особено онака преубаво да се гледа. Преубаво кога ќе одеш на стадион да видиш цел стадион девојчиња. И сега збориме за друга генерација веќе, за една нова генерација која што оди многу напред. И ќе ве прашам каква е со оглед на таквата состојба, каква е актуелната состојба со женскиот фудбал кај нас? Па може и да искоментираме тука дека каква е состојбата, колку сме отидени напред, ама и што треба да направиме за да одиме и повеќе, нели? Посвесни сме дека женскиот фудбал е најбрзо растечки спорт во светот. Полека, но сигурно зема замав и кај нас. Моментално сме многу дистанцирани од машкиот фудбал и на поле буџет и на услови и така натаму. Меѓутоа сметам дека пред се треба да почнеме од самите себе, односно ние самите да се потрудиме секој клуб да оди напред. Добре. Па со поддршка на Матичната федерација, Фудбалската федерација, со ваучерот од Агенција за млади спорт и со останатите спонзори кои би ги привлекле на некој начин, мислам дека треба да одиме во нагорна линија. Викторија? Па да, како што каже Александра, дефинитивно се согласувам со тоа. Има што да се работи уште, има многу недостатоци, дефинитивно, како по самите клубови, така и општо на репрезентативно ниво, но секако сите се трудиме тоа да го поправиме. Се вложува во женски фудбал, се гледа она разлика од пред неколку години, вложуваат повеќе клубовите, вложува и репрезентацијата, но сметам дека треба уште повеќе. Тоа ниво треба уште повеќе да се качи за да почнеме да имаме некои добри резултати, како на клубско, така и на репрезентативно ниво. Ќе те прашам, го следиш ли актуелното светско првенство во фудбал што се пренесува на Македонската радио телевизија? Да, го следим. Фаворит? До вчера Америка. Забелешки се земаат или како? Да, до вчера Америка дефинитивно, но ја гледавме вчера утакмицата, испадна. Па така од денес може да кажам дека ни се Англија дефинитивно. Се надеваме дека ќе ги гледаме во финале. Па сега ќе видиме како ќе види. Бидејќи имаме искуство да играме против Англија и знаеме колку се силни. Да, имаме играно пред година-две со Англија, репрезентацијата. И навистина станува збор за преквалитетна репрезентација, фудбалерки на превисоко ниво. И навистина е убаво да се гледа такви утакмици. И има што да се научи од тоа. Кога сме веќе на темава, го засилувате клубот со нови играчи? Да. Моментално имаме две повратнички од Хрватска, кои се фудбалерки од Македонија. Значи, Теја Божиновска Што значи тоа засилување? Па тие се девојчиња кои потекнуваат од нашата школа, кои веќе имаат играно кај нас, а одреден период беа во Хрватска малку да осетат меѓународна сцена и да ни донесат некое искуство од таму. Меѓутоа, со самото враќање, мислам дека докажуваме дека сме сериозен клуб, дека можеме да се носиме со екипи како Риека, Хајдук, Сплит и така натаму, бидејќи покрај нивните понуди тие сепак се одлучија да играат кај нас. Ќе дополниш, зашто ја гледаше, мислам, ќе докажеш нешто? Па не, дефинитивно тоа е така, бидејќи тие не се блиски другарки, знаеме како функционираат работите таму и не е некоја многу голема разлика. Секако има
некои минимални работи кои што не надополнуваат хрватите, србите, но можем да кажем дека се носиме многу добро со Хрватска лига женска, па и лигата во Србија. Сега, со оглед на тоа дека да, добро се носиме, рамо до рамо, така добро ве разбирам, тоа значи дека имаме пласмани на наши надвор? И колку, да речем, колку има простор за наши фудбалерки надвор? Искрено на Балканот ситуацијата е скоро секаде иста. Значи во сите држави, за женскиот фудбал зборим. Да, во сите држави имаме 2 до 3 екипи, клубови кои се борат за она шампионско место и таму можеби има разлика од нашето првенство. Меѓутоа сите подолу од третопласираните екипи се некои аматерски екипи кај што искрено не вреди да се оди. Да бидеш оделен од дома, да заработуваш некоја сума пари која не ти е нешто посебно, а сепак не си во клуб кој има амбиции да биде шампион, не е некоја достигнување. Така да мислам дека нашата цел, ние кон што се стремиме, е да ги достигнеме оние балкански екипи кои се борат за шампионски титули, односно кои работат малку попрофесионално од нас. Добро. И мислам дека сме на прав пат. Со оглед тоа дека имаме голема желба и волја и дека сме на прав пат, добро, ајде, што ни фали? Кажавме дека рамо до рамо сме и со други клубови од регионот, дека не заостануваме. Што е тоа? Да, поддршката ни е потребна, Александра кажа во кој дел, но која е таа работа најмногу што ни фали, ако подлогата ја имаме? Што ни фали тука проблем кај нас е искрено менталитетот, бидејќи ние Тоа ли не може да го срушиме дека жени играат фудбал? Па не само дека жени играат фудбал, кај нас е проблемот дека ние најчесто кои одиграме еден добар надпревар, многу е тешко вториот да го одиграме исто така добро. Што се случува? Зошто? Мислам дека тука треба да навлезат малку и спортски психолози во женските фудбалски клубови, бидејќи тоа не е ништо срамно, тоа го имаат сите професионални клубови. Апсолутно, да. Сите спортисти и тие што се индивидуалци работат со психолози. Да, бидејќи ние како реално како македонци малку сме послаб менталитет, поготово кога станува збор околу спортот. Исто така доколку изгубиме некој надпревар бидејќи ни бил лош ден, потоа е многу тешко да ги подигнеш тие исти играчи да веруваат во себе. Така да мислам дека сепак тоа е трошок кој клубовите не може да си го дозволат во моментот. Апелирам до сите институции. Да, и приватни фирми, и секој што може да вложи во женскиот фудбал, без разлика колку тој клуб има амбиции или не, да се помогне, бидејќи сепак ние работиме со многу девојчиња кои во текот на целата година ги тргнуваме од телефони, од компјутери и наместо тоа тие се надвор, да, спортуваат, трчат и се дружат. Мислам дека нема цена тоа ние што го работиме и покрај тоа ние немаме работно време. Значи девојчињата се 24 часа активни на оние групни чатови кои ги имаме на социјалните мрежи. Па не само тоа, јас ќе кажам друга работа што ја правите добра за девојчињата, особено во пубертетот, е дека ги насочувате на другарство, на единство, наместо на сопирништво меѓу нив, што е нормално во текот на развојот. Исто така, кај нас поголем дел од девојчињата се репрезентативки. Тие преку репрезентацијата го решетаа светот, додека нивните родители овде нема никаков трошок. Да. Значи, мислам дека сепак е правилно да ги насочи девојчињата кон фудбалот, затоа што не е само спортот оној кој носи бенефит, туку баш како што рековте, друштвото, познаниците од другите градови, од други држави. И тие надворешни фактори кои што си влијаат дополнително, Викторија, ќе... Па, околу другарството, бидејќи онака ми остави, многу е битно, бидејќи јас сум веќе околу 10 години во репрезентација и имаме играно со различни земји. И баш тоа другарството останува, до ден денес сме... Тие познанства. Да, познанства. До ден денес се слушаме со другари и другарки од други земји, кои што сме се запознали сосема случајно на некои надпревари и до ден денес сме во контакти, како таму функционираат работите, можеби отидале некаде во друг клуб на страна, ни споделуваат искуства и тоа е она што навистина е прекрасно. Да, девојки, ви благодарам многу, навистина беше чест што ми бевте гостинки. Медиумскиот простор во Македонија наутро ќе го имате секогаш. И за победите и за поразите треба да останеме на истата патека, нели? Да одиме напред. Ви благодарам што одвоивте време и ни дојдовте од Струмица и раскажавме за вашите животни приказни и за тоа колку е убаво да се биде во женскиот фудбал кај нас. Ви благодариме на поканата и се надевам дека ќе се дружиме повторно. Се дружиме сигурно повторно. Благодарам. Благодарам и на вас.